Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во емисијата Супер Звезда. Освен мојот нов имидж кој може да го забележите, има и уште нешто ново во Супер Звезда и како што би сакал да кажам, Супер Звезда веќе нема да е она што сите го знаевте до сега. Супер Звезда има еден сосема нов почеток кој од денеска па натаму започнува по повод нашето 15 годишно постоење. Почитувани дами и господа, искрено сакам да кажам дека навистина многу убаво се забавува во сите овие 15 години наназад. Се дружевме со многу убави прекрасни дечиња, најубавите дечиња на целиот свет. Им благодарам на сите нивни родители, им благодарам на сите оние кои беа гости и учествуваа во нашите емисии, имав можност да запознам прекрасни луѓе, да посетам прекрасни места. Истото ќе го правиме и од сега па натаму со уште пожестоко темпо. Но она што е ново во нашата емисија е една млада, прекрасна, убава и многу паметна девојка. Дами и господа, сакам на сите вас да ви ја представам мојата нова колешка, а тоа е Јана Андоновска. Јана, добре ми дојде, како си? Одлично после ваква најава. Да си ми жива и здрава, сакам да ти посакам топло и срдечно добре дојде во Супер Звезда и да им кажам на сите гледачи дека од сега веќе нема да бидам сам. Сакам ти да ме придружуваш секаде каде што ќе одам и наместо да одам сам овој пат, па и сите пати понатаму да одиме заедно. Како се чувствуваш вака во Супер Звезда? И па како што ти кажав, значи после ваква добре дојде, не можеш да се чувствуваш лошо. И бидејќи имам гледано емисијата, нели, и јас пораснав со нејза. Многу се радувам што ќе бидам дел од нејза. Дечињава ќе ни гледаат сега од цела Македонија, ќе им пружиме многу љубов, ќе ги носиме на многу интересни места. Конечно, јас нема да бидам сам. Интересно е тоа што јас, кога почнав да работам во Супер Звезда, кога ја создадов оваа емисија, овој проект, имав точно 25 години, односно исто онолку колку што имаш ти сега во моментов. Така ли? Да. Ево како изгледам јас по 15 години и одлично, значи ако ти се бедисува, си го нашал лексилирот на младоста, така што ми се допаѓа, одиме. Супер. За сите оние кои не те познаваат, еве да те представам која е Јана Андоновска. Ајде да почнеме од тоа какво дете беше ти кога беше малечка. Кога сум била малечка, колку што ми раскажува мајка ми, сум била енергично дете и палаво, и кога Јана кјути, значи се спрема некоја беѓа, жестока. Така, значи си била исто како и јас. Како си денеска, што правиш, со што се занимаваш? Денеска имам 25 години, имам уште еден испит на факултетот за технолошки науки, прехранбена технологија студирам и се занимавам со водителство, во неколку проекти веќе сум била и сум зумба инструкторка. Колку убаво, леле, значи ќе имам ја шанса да поднаучам нека коreografија. Се надевам. И баш ми е драго што конечно некој машко се осудило да каже такво нешто, дека ќе проба зумба. Се осудив да кажам, дали ќе се нафатам, ќе видиме во нека од следните емисии, драги гледачи. Јана, ти посакувам уште еднашка топло добре дојде, а сега ајде да одиме и да направиме оваа емисија. За неколку минутки, почитувани гледачи, ќе ви откриеме значи на која локација и со која цел дојдовме тука да ја снимиме оваа наша прва заедничка емисија. Тргнуваме ја. Оваа наша прва денешна емисија, Јана, ќе им откриеме гледачите, ја снимаме на едно специјално место, почитувани гледачи, кое што буди прекрасни спомени за многумина од вас, поготово за оние кои што своето основно образование, како и мојот татко, го имаат завршено во основното училиште Кочо Рацин, каде што денеска сме гости. Како се чувствуваш овде дека повторно во клупите заедно со најмладите? Леле, не знам дали би се вратила. Колку се мирни и целите исплашени чекаат да видат што ќе се случува. Нема ништо страшно да има денеска, ниту пак нешто страшно ќе се случува. Оваа емисија, почитувани гледачи, сакам да нагласам уште во самиот почеток, е спонзорирана емисија. Нашиот спонзор на денешното издание е Вива соковите, детските Вива сокчиња, со кои што ќе имаме можност да научиме што треба и како треба да правиме за децата да бидат здрави. Ајде сега Јана да влеземе внатре, дечињата веќе со нетрпение не очекуваат и да го започнеме ова наше денешно дружење. Тргнуваме.
Морам да нагласам дека овде има прекрасен амбиент и атмосфера, почитувани гледачи. Се наоѓаме во одделението прво В, а веднаш до мене се наоѓаат и овие две прекрасни учителки. Здраво живо, добро ни дојдовте во Супер Звезда. Благодариме и на вас што сме ние дел од вашата Супер Звезда. Многу ми е драго што имаме можност денеска да се дружиме. Уште еднаш. Фала ви да бидете живи и здрави, уште многу емисии да направиме заедно. Значи до мене, почитувани гледачи, се наоѓаат учителките Габи и учителката Горде, кои што имаат чест и привилегија да работат со овие најпрекрасни дечиња, почитувани гледачи. И уште во самиот почеток сакам да ви заблагодарам што ни овозможивте да бидеме денеска ваши специјални гости и воедно сакам да изразам благодарност и до целото ваше училиште, вклучувајќи и вашата директорка. Како е да се работи со овие прекрасни дечиња? Па, задоволството да се работи со овие деца, можете да го почувствувате и вие, бидејќи ќе снимате со нив, а ние секојдневно заедно со колешката Горде уживаме во работата и вие ќе имате можност да видите како е тоа. Така, на која возраст се вашите мали ученичиња кои денеска ние дојавме да ги посетиме? 6 години, 6 и пол, на таа возраст. Значи на најпрекрасната возраст бидете подготвени за многу откачени одговори, почитувани гледачи. Ќе имаме возбудлива и многу интересна емисија и воедно ве поканувам во следните 60 минути да останете заедно со нас. А сега, Јана, дали си ти подготвена? Да, јас сакам да прашам само нешто. Ој, Јана. Дали си секогаш вака мирни и фини? Секогаш сме вака мирни и фини, кога си имаме слободно време, тоа сме си малку поопуштени. Супер, денес и ќе имаме и слободно време и ќе се поопуштиме. А сега, ајде, да видиме впрочем какви одговори ќе ни дадат дечињата. Ние за нив веќе подготвивме некои прашања да видиме за што поточно станува збор. Тргнуваме, одиме во акција. До мене, драги гледачи, се наоѓаат Јована и Теодор. Јованче, здраво, како си? Добра. А ти, Теодор, дали си добар? Добар. Денеска имаме час, по што? По пиење? По пиење сакави. Ваков час немало до сега, драги гледачи, како што кажав, ова е спонзорирана емисија од нашите големи и долгогодишни пријатели, а тоа се Вива Сокови. Уживавте ли вие во овие соковите, да? Па да. Уживате се уште, така? Овој ден ќе го поминеме во неограничено уживање со нашите Вива Сокчиња, а сега јас сакам да ви поставам неколку прашања. Дали сте подготвени? Да. Ајде да направиме анкета со повеќето од вас. Јована, ќе ми кажеш ли ти, дали знаеш, Злато, што е тоа здравје? Здравје е кога ќе јадеш здрава храна. Здравје е нешто кога не си болен, не си дека не си болен, дека многу си јадел зеленчук и овоше, не си наладно. Ако не си наладно, нема да бидеш болен. Да не бидеш болен, да бидеш здрав. Веднаш до мене се наоѓа и Нина, драги гледачи, таа е една прекрасна супер звездичка која ни пее многу убави песнички. Нина, здраво, како си? Добра. Јас би сакал да ти поставам едно специјално прашање на тебе. Дали ти можеш да ми одговориш зошто треба да бидеме здрави? За да можеме да си играме, Најбитно? за да бидеме здрави Одлично. и за да пораснеме. Да. За да можеме да одиме на одмор, да можеме да си играме, да се шетаме, да сме здрави, за да можеме да скијаме, да пливаме, да си играме со другарче, да одиме на одмор. А сега до мене, драги гледачи, се наоѓа прекрасниот Горијан. Горијан, ќе ми кажеш ли ти дали знаеш како се чува здравјето? Со капа, шал и ракавици. Да миеме раце и да јадеме здрава храна. Браво! Да се храниме здраво. Да јадеш јаболко. Да јадеме мири витамини, каза би се, и минерали и природни сокови. И да пиеме природни сокови. Веднаш кај до мене се наоѓаат Елена, Софија и Ќара. Здраво, Елена, како си? Добра, Злато? Добре ми дојде во Супер Звезда. Тука и Софија. Софи, како си ти? Добра. Расположена и весела? Да.
А еве Кјара, здраво. Јас сакам тебе да те прашам, што треба да јадеме за да бидеме здрави? Јаболка и цвекло и морков. И се што е здраво. Витамини, минерали, јаболко, праски. По што си ти повеќе, по овошето или по зеленчекот? По вошето. Овошето. И јас како се погодивме, браво. А сега имам една задача за тебе. Ајде, што ќе кажеш, што ќе направи? Еве, ајде, сега да откриеме што се тоа витамини и минерали, дали знаат дечињата. А ти знаеш ли, Дарко, што се тоа витамини и минерали? Јас немам појма, да видиме што мислат тие. Кажи ми, Григори, што се тоа витаминчиња? Па, има во овошјето и зеленчукот. Како вкус имаат витамините? Некои се кисели, некои се благи. Браво, а каде има витамини? У праската, у јаболкото, у мандарината. У аптека. Во јабуките, во кушките, во јаботките. У аптека. Витамини се витамински сокови од овошје, од зеленчук. Во сокот од јаболко, у зелка, у крови. Кажи ми, дали знаеш што е тоа овошје? Да, знам, овошје е нешто здраво, што има витамини, витамин С. Овошје е кога нешто јадеме, а тоа е здраво, да не е тако и благи. А кажи ми, што се прави од овошјето? Од овошјето се прави сок, може нешто сладко да се направи. Милшейк. Овошје е јаболка, банана, цреша, грозје. Кажи ми, што се може да се направи од цреши? Вива да се пие. За ние да си направиме сума сумарум на духовитите и едукативни одговорчиња на нашите мали дечиња тука што ни се домакинчиња, ќе направиме малку пауза. Тебе, Дарко, како ти се допадна одговорите? Би сакал пред паузата да кажам дека имаше фантастични одговори, имаше невидени бисери, имаше многу убави, имаше дури и стручни одговори, значи што ме воодушеви од страна на овие прекрасни малечки дечиња, а како си задоволна ти од нивните одговори? Не ми се верува. Едноставно сум изненадана, мене ми е ова прв ден, нели? Јас прв пат имам ваков контакт со толку многу деца и сум воодушевена од тоа како сите тие размислуваат. Правиме пауза, се враќаме за неколку минути повторно програма да видиме за што станува збор. А сега, почитувани гледачи, до мене имаме еден специјален гостин. Станува збор за господја Емилија Митовска. Господја Емилија, добро ни дојдовте во Супер Звезда. Драго ми е што сум дел од вашата емисија. Инаку сакам за вас да кажам дека вие работите како прехранбен технолог во фабриката Вива, а имате цели 33 години работно искуство во таа област. Да. Кажете ми, денеска имавме една прекрасна емисија, поставивме убави прашања, добивме уште поубави одговори од дечињата и научивме дека за да бидеме здрави треба да јадеме здрава храна, да јадеме многу овошје и да ги пиеме сокчињата на Вива, бидејќи токму во нив се наоѓаат тие витамини и минерали за кои што денеска разговаравме. Сакам затоа да ве прашам како ги правите овие прекрасни волшебни сокчиња, што се ставате внатре? Мојата задача во фабриката Вива е да се погрижам да сокчињата кои ги правиме допринесат во здравата исхрана на децата, допринесат во нивниот правилен развој и раст. По тие причини ние со многу љубов ги припремаме сите овие сокчиња. Вива има традиција од 20 години во производство на овошни сокови и од самиот почеток се грижи за сировините кои ги користи во процесот на производство, се грижи за унапредување на технолошките процеси на производство, се грижи за да ги спроведе сите потребни мерки за безбедност на соковите кои ги произведуваме, за да бидеме сигурни дека нашите дечиња конзумираат тоа што е најубаво, најздраво и најбезбедно за нив. Ви благодарам што сте дел од ова наше денешно дружење. Сакам да кажам за сите гледачи дека денеска јас најавив, имаме час, драги гледачи,
по пиење сокчиња, но освен тоа што денеска ќе пиеме, имаме можности да ги направиме истите, така ли е? Мене ќе ми биде многу драго ако нашиве дечиња ни дадат некоја идеја за некое ново сокче. Ние овде донесовме од нашиот асортиман, би сакале они да измиксаат, да пробаат, па може и некоја идеја ќе добиеме. Секогаш е убаво кога имате видување што сакаат малите потрошувачи. Така, ајде да видиме дали денес ќе успееме да направиме некој нов вкус, а во меѓувреме за сите оние кои не знаат, јас предлагам да појдеме сега веднаш кај вас и да видиме како изгледа вашето место, како изгледаат вашите работни обровски и да научиме што точно работите вие во Вива. Договорено ли? Договорено, ќе ми биде огромно задоволство да ви ја представам нашата фабрика, да ви покажам на кој принцип работиме, како се грижиме за нашето производство, за да нашите потрошувачи знаат дека имаат соработка со еден сериозен партнер. Во ред, тогаш заминуваме веднашка. Ајде. Како што најавивме во училиштето Кочорацин, ние сме тука во фабриката на Вива сокчињата и се наоѓаме на вашето работно место. Сега тука се чувствувате како во подомашна атмосфера? Да, секако попријатно. Порелаксирано. По големиот дел од денот работиме заедно со колегите, со целиот наш тим и се трудиме да ги задоволиме желбите на нашите потрошувачи. Еве вака, јас сега од аспект на потрошувач да ве прашам едно прашање што мислам дека многу луѓе ги буни. Што е тоа 100% сок? Многу убаво прашање. Многу често во обична комуникација со пријатели, со роднини, со наши потрошувачи, наидувам на една дилема што е тоа 100% сок. Обично луѓето се сомневаат дека се тоа природни производи. Ние, како и сите други производители на сок, се надевам, се трудиме да се тоа што го правиме биде во согласно со нашата регулатива. И како што е таму предвидено, ги декларираме производите онака како што тоа бара нашиот пропис. Основна сировина за производство на 100% производи, 100% сокови, се овошни концентрати. И за жал, многу луѓе кои ќе го слушнат терминот концентрат, сметаат дека е тоа нешто вештачко. А што е всушност концентратот и како се произведува? Концентратот е всушност концентриран овошен сок. Тоа значи дека тоа е еден полупроизвод кој се прави од многу разноразни причини. Една од причините е што сите видови на овошја ги немаме во нашево поднебе. Значи овде не растат портокали, не расте ананас, нема мандарина, нема тропско овошје. А ние сакаме на нашите потрошувачи да им доловиме се што има секаде во светот. Секој има различен вкус и секој си одредува што сака да пие. Од тие причини, уште од многу одамна е почнато едно производство на овошни концентрати и тоа е всушност една метода на преработка на овошниот сок со многу софистицирана опрема, каде што по однапред предвидени технолошки постапки само се одзема водата од природниот овошен сок. На тој начин добиваме сконцентрирани основни состојки на сокот. Ние во процесот на производство ги користиме овие овошни концентрати
и од нив произведуваме сок со тоа што само ја враќаме водата која е одземена во текот на процесот на концентрирање. Ова што ми го кажавте пред малку беше како тоа на вас ви го одлеснува работењето и животот, како на нас потрошувачите ни го олеснува животот, конзумирањето на 100% сокови. Па јас сметам дека ние ви овозможуваме да во текот на целата година можете да правите избор на овошјата кои ќе ги конзумирате. Не морате да јадете, да пиете јаболко само во периодот кога има јаболко за да го цедите од свежо јаболко, можете да пиете јаболко сок 100% и во лето, и во пролет, и на есен. Можете да си дозволите повеќе слободно време за себе заради тоа што ние ги припремаме соковите во проверена средина, под контролирана атмосфера, така да стоковите се безбедни, немаат никакви додатоци и тоа е најбитното да се знае. Значи, концентрат не е ништо вештачко. Концентрат е еден концентриран овошен сок во кој е одземена водата за да се намалат трошоците за транспорт, да се сочуваат карактеристиките на производот, затоа што производството на овие производи се врши во вакуум и на ниски температури, проверено задржување на сите потребни хранливи состојки во сокот. Почитувани гледачи, посебна чест и задоволство ми е во оваа емисија да ви представам уште еден гостин, специјален гостин, а тој е маркетинг директорот на Вива, Тања. Здраво, живо и добре ни дојде во Супер Звезда. Како си? Добро најдов и благодарам уште еднаш што дојдовте и сте наши гости повторно во нашата фабрика. Се гледаме точно по една година. Што направи Вива во оваа измината една година? Во изминатава година Вива имаше доста работа. На пазарот се најдовме со 22 нови производи. Дел од нив беа производи во пластика, значи во литра и пол и во 0,5 амбалажа. Тоа беа овошни сокови и ледени чаеви. Како круна на сите нови производи кои што ги сврливме на македонскиот пазар, како најголем новитет можам да истакнам дека се производите со ликовите на Дизни на Марвел, односно соковите во 0,2 пакување специјално дизајнирани за најмладите и за најверната публика на Вива. Прекрасно. 22 производи за една година, тоа е многу сериозна бројка. Работевте ли многу напорно за сето ова да се оствари? Искрена да бидам, многу напорно. Значи, многу напорна година, многу исцрпувачка, со многу новитети, многу нови линии, многу нови производи, кои што не ангажира во сите сегменти на работењето, во производството, во маркетинг, продажба, дистрибуција и така натака. Меѓутоа морам да истакнам дека сето ова се го правиме со многу голема љубов и ни представува големо задоволство кога можеме да ги задоволиме посебно потребите и желбите на сите потрошувачи на македонскиот пазар. Мојата керкичка морам да напоменам дека многу се радува и многу сака да ги пие новите сокчиња на Вива. Како дојде идејата да вие направите една ваква соработка со Дизни? Искрено да бидам, целата идеја потекна од мене и од мојот брат. Значи, ние имаме двајцата мали дечиња, кои што се сега на возраст на 4 на 6 години. И бевме инспирирани од нив. Значи, посебно внимание им посветуваме и размислуваме што е тоа што ќе ги направи посрекни прво нашите деца, а потоа и сите деца кои што живеат во Македонија. И решивме дека на пазарот е потребно да извадиме новитет кој што ќе посебно ќе ги израдува дечињата со посебно интересни ликови. А после одредени истражувања кои што ги направивме на пазарот, дојдовме до заклучок дека тоа се ликовите на Дизни на Марвел, односно сокчиња со ликовите на принцези, Карс, Спајдермен, на Мики Маус и на Мини. Прекрасно. Сакам да прашам, дали беше тешко да остварите соработка со Дизни и дали има некоја друга компанија во Македонија која има направено нешто вака слично? Соработката исклучително е тешка, значи со Дизни, со Марвел. Потребно е да исполнувате највисоки стандарди во сите сегменти на работење, а особено да се има производи со многу висок квалитет. Преговорите помеѓу нас и Дизни беа повеќе месечни. И исполнивме многу стандарди кои што ни дозволија, значи, да ги користиме нивните лиценци не само за Македонија, него и за останатите соседни пазари како што се Косово, Црна Гора и Албанија.
самото тоа што вас ви е одобрено нивните апликации да стојат на вашата амбалажа, веќе доволно зборува за квалитетот. Се разбира, сите овие производи кои што се со ликовите на Дизни на Марвел се со додадена вредност. Значи, сокот со Спајдермен е 100% јаболко, значи тоа е без шекер, природен, без додаток на конзерванси, ароми. Потоа сокот со Принцези и со Карс е мултивитамински сок кој што е збогатен со 10 витамини. И сокот со Мики и Мини, тоа е јаболко нектар кој што е збогатен со калциум и со витамин С. Сакам да ве прашам како маркетинг директор, со оглед на тоа што ви имате дечиња, еви моите дечиња, вашите растат со овие сокови, сите оние во Македонија кои не знаат родители, да им кажете зошто треба да пијат овошните сокови на вино. Пред се, тоа е додаток во исхраната, значи секое дете има потреба од дополнителни витамини и минерали кои што мора да ги внесува не само со овош и зеленчок, меѓутоа и со овошни сокови. Не можат да пречат на ниту еден начин, туку напротив можат да придонесат за уште подобро здравје, така? Значи позитивно делуваат во нивното растење и за нивното здравје. Јас ви благодарам што бевте денеска гостин во Супер Звезда и се надевам дека повторно ќе имаме можност во скоро време да се видиме и да ни израдувате со уште некој нов производ. Постојано работиме на тоа, значи на истражување на пазарот и да кажам да произведеме производи кои што ќе ги задоволат желбите на нашите потрошувачи, од најмладите па до највозрастните. Ја ви благодарам од сестрце што дојдовте време и што бевте гостин во Супер Звезда. Благодарам многу што еднаш бевте гости во нашата фабрика и ми беше многу пријатно. А сега, почитувани гледачи, ние се враќаме во основното училиште Кочо Рацин да видиме што прават моите другарчиња тама. Заминуваме. Еве тука сум во друштво пак на паметните, умните момченца и Григори ќе ми каже прв што стави во својот коктел. Ставив ваков сок. Каков е тој сок? Од портокал? Добра. Ставив мешан од јаболко таков. Мешан. Од кива. Тој мешан е од ананас. Ровинка. И како ти се допаѓа? Најубаво. Мешаното портокал и ова исто. И од ова калинката, вишењата и јаболкото, од јаболкото и од кивите со јаболкото. Значи да сумираме од се стави, така? Ама вие тука цело друштво уствари ист коктел си направивте? Да. Различен георкан, ние направивме исто и со Дамјан. Од што направите коктел? Од све, од сите оставив. Направив како овој сличен убав. Ставив од помаранџа, од јаболка, од ананас и од овој. Од миксот. И како ти се допаѓа? Киселко, благичко, какво е? И така како овој, како јаболка. Направив од јаболка, ананас и од бобинките и од јаболкото и портокалот. Ма ти од се си ставила? Да. Чудна му е бојата малце, а? Си претирала со мешање бои? Да. Што стави? Ставив од јаболко, Добра. од миксот? од кивите, од портокалот, ова и ова. И од ананас и од бровинка. Значи од сите си ставила сокче. А од нешто стави помалку, од нешто повеќе? Исто од сите. Не, ставив првено ова помалку. Повеќе, па еве ова го ставив, ова, исто. Каква е таа боја? Црвено, таква темна црвена. Кажи ми, Михаил, што си стави ти во сокчето? Многу бава боја има. Портокал, Добра. шумско овоше и боровница. Прво јагода, па това, Бровница? па после портокал, Аха. па кива, па пак јагода И толку. стави ананас, киви, јаболко, портокал, јагода, тој сокот што од се и боровинки. Значи сите си ги измаци.
Милеве пријателчиња ме пренесува преку целава приказна на толку вива сокчиња жедна и заради тоа ти ја оставам приликата и честа Дарко ти да ја одјавиш оваа убава емисија. Јана, сега е време кога ти може да го испиеш твоето омилено виво сокче. Инаку ти благодарам за ова наше денешно дружење и воедно сакам да и се заблагодарам на Тања, која ни дојде од фабриката Вива, и да ви се заблагодарам за тоа што ни овозможивте денеска се дружиме на ваков невиден начин до сега. Благодарам и на вас за ова пријатно дружење со овие прекрасни и златни дечиња кои што ми го направија денот поубав. А сега, драги дечиња, сакам од се срце да ви се заблагодарам на сите вас. Сакам да ве прашам дали убаво си поминавте. Да! Како беше ова наше денешно дружење? Супер! Нешто невидено, така? Многу ми е драго и јас ветувам дека повторно ќе дојдам во некоја наредна прилика за повторно вака убаво да се забавуваме и да си поминеме убаво како што поминавме денеска. Договорено? А сега да им мафнеме на сите што не гледаат. И сакам да од се срце да им заблагодарам на вашите родители, на вашите прекрасни учителки и на директорката од Основното училиште Кочо Рацин. А до следната емисија, драги гледачи, бидете живи, здрави, среќни и весели, сакајте ги мама, тато и знаете што сите треба да пиете. Вива сокчиња! Чао! Чао, пријатно да гледање! Чао!